Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитани, добродојавте во последната недела од ова 2023 година. Да бидам искрен, година која не задоволувала воопшто по никакви мерки, никакви принципи на однесување на тие што имаа задача да го разубават и средат животот, имајќи факт живеевме со таа позната купи ден помини, или да речем у секој смисла на зборот стравот лозето го чува. Не одам дека стравот лозето го чува, бидејќи македонецот и породи по државјанство, тој што сака и почитува држава и ја чувствува као својата татковина, никогаш не може да дозволи, нема да дозволи некој да се поиграва со неговата судбина. Денешната емисија што планирам да ја репрезирам токму на 1 јануари 2024 си има своја тежина, а врзана е за и околу она што велиме, што го имаме во нас, а таа е таа душевната болка и нашето смирение, и насловот си го доби, тоа е скрб и смирение. Ќе работам, односно ќе работам со мојата почитувана и ваша соговорничка, професор доктор Мимоза Рајл, и ќе посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер. Професор, благодарам. Да, ќе си задоволствам. Јас со тоа што имав можност изминатите денови да не слушнам на една од телевизиите, каде што наистина ме оставивте такава една позитивна енергија, како еден наш интелектуалец кој има своји корења, кој има корења кои се за респект. Внука на големата хероина Вера Цревири-Трена, која сепак незиниот аманет, завет, да речам, преку вас може тоа да се дефинира вашето размислување за Македонија. Неслучено кажав скрб и смирение. Од таа дистанција, да речам, како ви го дефинирате се тоа? Па, поставувате едно од најсуштествените прашања, филозофско-онтолошко прашање. Тоа е едно многу сериозно прашање и се однесува токму за нас македонците, затоа што ние македонците имаме, не знам колку тоа го знаеме, затоа што не го учиме, не е доволно истражено. Немаме доволно книги на таа тема. А големата античка култура и големата византиска култура, токму кои што потекнуваат од ова тло, се проникнуваат, посебно во областа на уметноста, во убавината и во светлината. И преку градот Охрид, всушност, кој што е центар на источниот дел на Византиското царство, е главно културно жариште и навистина ние кога ќе отидеме во Охрид, кога ќе ги погледнеме оние раскошни фрески икони, кога ќе влеземе во тие таинствени сводови на црквите, во нас како да одзвонува едно таинствено ехо на земското и на божественото, и како божественото и земското во таа една атмосфера да се мешаат. Токму таа култура, всушност, која што се создаваше од антиката, од Византија, создаваше еден менталитет, едно златно доба, каде што и во архитектурата, и во сликарството, во нашата Охридска архиепископија, која ги пееа песните на македонски јазик, се случи една грандиозна култура во која што се ставија и темелите на една најстара старословенска цивилизација. Во таа смисла ние имаме прекрасни корени, имаме корени кои што навистина се восхитувачки. И ако погледнеме всушност во нашата култура, токму се случува тоа мешањето на земското и небесното.
Кога одиме низ самата култура на самата наша држава и Македонија и кога се случува скрбот и кога треба да се случи смирението, се случуваат едни грандиозни периоди во нашата култура. Тоа е значи почетокот во времето на антиката, која што всушност не е исто што и Атина, не е исто што и Троја, не е исто што и Спарта. Нашето царство е Македонско царство и затоа корените наши се токму од тој период, кои што всушност кулминираат во 9 век, кога се создава таа наша една неповторлива култура, каде доаѓаме до свој јазик, односно кога улогата на Константин Кирил филозоф ќе ја создаде глаголицата, па потоа неговиот ученик Климент ќе ја создаде и нашата денешна азбука. И токму во преводот од старогрчки на старословенски ќе се создаде едно специфично македонско наречје кое е основа на сите други старословенски јазици, кој што ќе врши влијание преку Дунав до Волга па се до Крим. Овој, на секој случај, благодарам што направиме еден тајм-драв, еден времеплов на нашата историја, која за жал денеска ние не смееме да ја спомнеме, имајќи факт, со оглед да дојдов во емисија каде што ние ја третираме актуелните политички збидувања, но секако правиме на ретроспектива на назад, а во контекст на се тоа што вие го кажавте, тоа интересно ми дава за право наспроти денешната, да речам, нелогична артикулација на членовите на Комисијата за ревизија на Преспанскиот договор, а со кој договор ние сме суспендирани од право да спомнеме дека имаме некаков хабитас, имаме некаква право да бараме дека сме во континуитет со античка Македонија. Ја мислам дека режијата може тој слайд да го имам кај што ги се четворицата мускетари, новинарска забелешка, предводена од дипломатот Габер, кој дефинитивно не дадоа никаков одговор на прашањето до каде е ревизијата на Преспанскиот договор. Професорке, од таа дистанца, збориме, бидејќи убаво дадовте едно ретро направивте, дека кореновиот систем на македонецот не е сега, туку си има свој континент, има едно извориште. Како го дефинирате се тоа што ние испадаме толку клиентелистички, не ние, политикантите, и ја доведо Македонија на едно многу странно равниште? Апсолутно сте во право, се работи за големо незнаење. Јас тврдам дека никој од знаења која познава, ако се зафатил да истражува нашата историја и нашата култура и нашата уметност, не би направил вакви грешки. Верувајте дека јас во мојот престој во Германија и во Франција истражував за Македонија и во книгата за Рихтер ги видов овие факти за Македонија. Меѓутоа, она што денеска се случува е навистина апсолутно абсурд, еден абсурд на кој што се удираат темелите на една праведност која што се однесува на Македонија. Тоа е во суштината на целата античка култура, која што Македонија е наследник, е всушност праведноста. Од праведноста одиме кон вистината. Да, вистината, ако вистината не постои и не се афирмира и во денешни услови, тогаш ние зашто се бориме? Македонија стана како една античка трагедија, да ви кажам искрено, античка трагедија која што се темели на едни антички вредности. Македонецот стана во борбата како едно национално востание, имаме секој во својата душа и сите сме трагични јунаци во борбата за праведноста, вистината и достоинството. Јас започнав, значи, го сменивме името визави волјата на народот. Се случи еден референдум кој што над 75% гласаше народот против промена на името. Во таа смисла, затоа и почнав со античката култура, која што е тука на овие простори, која што нас дефинитивно не
мене дефинира како персоналитет и како идентитет. Северна, што значи тоа северна? Дали тоа значи дека ние сме некои терористи кои што имаме тенденциозни претензии кон нашите соседи? Македонецот е мирољубив човек кој што си ја сака својата вистина. Во таа смисла, затоа е многу важно да се спомене дека тој средновековен стожер кој што почнува од далечниот век, кој што всушност она што Фоти го прави за православието, тоа ќе го направи Тома Аквински за католицизмот. Тоа е една песна која што се воспева самата себе си, а тоа е Македонија. Тоа во македонскиот народ, знаете, треба да се има предвид дека имаме специфичен однос кон идеалот на Бога. Имаме специфичен однос на интерпретација и читање на Библијата и тука се работи за едни специфични бои и звуци. Во таа смисла, трите грандиозни основи на кои што се темели нашата култура, кој што е за разлика од Атина, Спарта и Троја, е тоа што е ширењето на христијанството, богомилското движење, знаете, со попот Богомил, каде што тука феудалистичка Византија и црквата се одвојуваат и одат кај народот. Тие одат кај народот, богомилите, кои што гледаат дека целиот скрб, целата суштина и на вашата емисија е дека секогаш македонецот имал чувство дека зората е далеко, дека се наоѓа во најтемната ноќ на сопствената душа, а дека маглата, како да живееме во едни непробојни македонски маглини, национални маглини, и затоа како што со право и забележува Кочо Рацин во едно место која вели маглата ни е густа како тесто и црвена од крвавите солзи. Во таа смисла и Охридската книжевна школа, која што е еден од главните столбови на нашата писменост, не е само школа која што излегле 3500 ученици и се распрснале низ светот. Тоа е првиот универзитет во Европа кој што ние треба да го... Болонскиот. Да, Болонскиот се јавува дури под 2 века. Се работи за една старословенска цивилизација. Зошто се негира тоа, професор? Се негира затоа што е преголема нашата историја, Силно. знаете. Па еве да земеме уште од периодот по Првата светска војна и Балканските војни. Едни исти мизантропи, едни исти касапи на кривкото македонско ткиво ќе се јават. Се случи... Дали брендот македонски? Тоа веќе боде очи, имајќи факт убав, добар влез направивте дека денешна Грција тоа е вештачка творба, формирана 930, сепак по некоја држава по која вие престојувавте, наш стратешки партнер. Но од друга ситуација, колку влијае суров збор, меѓутоа активноста е таква подавничка активност на поединци политиканти кои го дадоа на распродажба тоа што не се купува и да се продава. Точно, тоа е најголемата трагедија на нашето време, најголемата слабост што ја покажавме. Не смееше да го дадеме она што е свето, и самата Ангела Меркел во една прилика кажа дека прашањата за слободата на медиумите и идентитетските прашања никогаш не треба да се стават на маса. Во таа смисла, јас мислам дека овие двете комисии, па и она за преговорите со Бугарија, еве и деновиве дознавме дека постоела, јас како обичен граѓанин не знаев дека постои една комисија која што преговара со Грција, се политички комисии, кои што нивниот мандат би требало да трае додека трае оваа политичка гарнитура, а потоа треба да се вратиме на разумот, да се вратиме на себе си и повторно да истражуваме и да ја реафирмираме нашата историја, затоа што имаме богата историја. Не случајно ги споменувам овие значајни факти кои што за жал ние сме подпишале и не смеа да стојат во нашите учебници. Знаете тоа што значи? Тоа значи дека ние, генерациите кои доаѓаат, еве веќе се случува ехото на тоа, се става анатема на оној кој што си ја сака сопствената држава. Па еве последнава деценија ние интензивно живееме во една клима во која што жртва е секој македонец.
на екстензивно, интензивно негирање на сето она што е македонско. Се понижува македонскиот народ. Речеме, само уште еднаш како може тој слайд. Сакам да го покажам, да го прикажеме, да ги видиме. Да, ова е екипата која треба да го испита, значи да го води начинот на имплементација на Преспанскиот договор, кој е во едностранна насока. Замислите, од десна страна, да предесам ставот и гласот на народот во Австралија, почитуваниот Габер, како што велат нашите македонци во Австралија, ни милиметар не направил ништо за Македонија како дипломат, како амбасадор Австралија. И другите, вие самите почитувани гледачи, вие професорки, истите овие представници се одговорни да го ревидира тој документ, окториран, и велат дека не смеат ништо да кажат, бидејќи тоа било класифицирано. Пренесуваат медиумите. Колку е честно, колку е македонски се тоа? Најголем абсурд е тоа, затоа што тоа не се однесува на една група на луѓе, туку се однесува на секој македонец. Секој македонец има право да знае што се случува со судбината на самиот себе си и секој македонец има право да знае како ќе се вика. Верувајте дека не постои македонец во својата душа и во своето срце кој што се согласува јавно и гласно и во себе си ние да го менуваме нашето име во Северна Македонија и постои еден премолчан договор помеѓу вистинските македонци ние да не го потребуваме тоа име како еден револт кон затоа што не бевме прашани и уште помалку треба тоа да се крие од народот. Меѓутоа, знаете што, господине Томич, треба поканата е кон народот. Херојството е во народот. Ние сите треба да станеме сега и да кажеме на вистина дека е доста. На вистина треба да престане. Станавме земја Франкенштајн, станавме експериментум мунди. Не постои друга мала европска култура на која што толку пати и се отвора уставот. И во нормативниот дел, и во преамбулата. Значи, во големите демократии во кои што јас престојував, Уставот е символ на државноста, символ за почит. Не може Уставот да биде пиши-бриши и кога на некој од политичарите ќе му текне да се отвора. Значи, тоа е првото нешто во кое што Македонија не смееше да се впушти, поготово да оди контра гласот на Во друга народот. ситуација имаме исто така проблем, па тоа што викам скрбот е душевна болка. Да. Македонскиот народ и породи по државноста ја чувства таа душевна болка. И таа во континуитет се пренесува на поколенијата. Имајќи факт дека млади генерации веќе не знаат што да направат. Од фактичката ситуација заминуваат и ја напушта собствената татковина. И ќе завршам. Импресиониран сум бил од еден млад матурант, вели, им се обраќа на политичарите, прекинете, застанете со вашите политиканства. Сакам да живеам тука. Како го коментирате, професор Кева? Па тоа е, да ви кажам, многу јас израдував кога го прочитав, макар што, знаете, во нашето општество моментално влада еден иморализам, за кој што пишуваше Достоевски, иморализам во смисла на понижување на се што е македонско и тоа е во игра. Ако вие почнете да зборувате за Македонија, баш прочитав кај едни млади луѓе и тоа го шеруваат, го ставаат на социјалните мрежи, ако видите крст и ако видите знамето на куклеш, вие веднаш треба да побегнете од таму, да бегате како ѓаволот од крст. Значи, треба голема едукација. Треба едукација на младите луѓе затоа што не знаат. Верувајте ми дека и она малку што го учевме од 9-тиот век, и затоа јас почнав да правам една ретроспектива. Првата светска војна, големата панисламизација. Знаете, Македонија никогаш не била затворена за другите култури. Во средниот век, иако се градат амови џами, она неславна битка кога Македонија падна во 1370
1991 година кај Марица, сепак Македонија го задржа она автентично, исконско, го задржа култот кон Библијата, го задржа култот кон иконата и така натаму. Меѓутоа, она што се случуваше по оние балканските војни, кога се случи големата панбугаризација, кога се случи големата панеленизација, видовме дека апетитите на тие мизантропи, секогаш едни исти касапи на кревкото македонско ткиво не можат да запрат, и во таа смисла треба едукација на младите. Овој единствен случај кој што ние вечерва го посочуваме треба да стане масовен пример, затоа што нашата Македонија има богата историја. Имаме корени и меѓутоа што сакаат известни соседи нас да не направат, да станеме слуги без корени и со нивната чизма да почнат да владеат кај нас, и самиот влез во нашата територија, на нашето име, во самиот влез во нашиот устав. Не знам дали гледачите знаат што значи воведување на народ внатре од правни импликации. Тоа значи нов рамковен договор. Тоа значи именување на улици по цар Борис. Мојот дедо напише една многу важна книга "Политичките убиства" во Прилепско-битулскиот период, и точно се однесува која е улогата на бугарскиот окупатор тука во Македонија и што му се правиле па и на србите и на македонците, кој што ќе кажал дека сака да учи во српско училиште бил моментално убиван, па судбината на Ристо Ристовски Ричко, на Киро Фета, кои што биле ковани на крст и сечени им се делови од месото и фрлени на кучињата. Па јас имам... Дали се заборови таа историја? Не, јас имам две тетки кои што едната е значи убиена позади грб, посхумно силувана, фрлена во брегалница, другата тетка Нада Церевири исто така е стрелана, прво сликана, ја сликаат бугарите, и точно пред самото чин на стрелање и полуубиени, фрлени на кучињата за да ги докусурат. Значи, имаме живи докази, еве јас сум жив доказ, моето семејство како страдаше, и се јавува еден синдром дека ние треба да се извиниме. На кого да се извиниме, и не случајно се јавува револтот кај македонскиот народ, дека ние сме направиле големо зло во времето на Титова Југославија. Јас не знам дали некој поспокојно живеел во тоа, на кого му пречи таа Титова Дали Југославија. говор на омраза? Говорот на омраза е... Дали ова што вие ги изнесовте како потомок на две хероини, во секој случај, кои ги дадат животот за македонската иднина, кои беа злоствувани од страна на фашистичкиот окупатор. Да. Да ви кажам, не е само јас овие случаи многу подробно ги познавам, и заради тоа се случи тоа што се случи, мислам го афирмирам сега. Меѓутоа во Белград на Бусанска 49, каде што е шивачкиот дуќан на мојот дедо Коста Церевири, се среќаваат сите наши револуционери, а тоа е и Коста Солефрацин, таму е Илија Милчин, не знам, Мирче Ацев, Кузман Јосифовски Питу, кои што одржуваат состаноци во времето во Белград кога е страф и трепет, кога фашистичката чизма доаѓа, и тие го пренесуваат фактички од Белград револуционерното движење и се на црниот список на цар Борис. За мојата тетка конкретно и за другите херои кои што паднаа во Втората светска војна се давани големи златници, големи награди да се фатат живи или мртви. Во таа смисла мора, еве, на вашата вистинска телевизија да се знае вистината. Знаете, македонецот стана трагичен херој во својата држава, во своето општество, кој што ја бара вистината, ја бара правдата и бара да живее достоинствено. Знаете, во античката трагедија трагичните јунаци го даваа својот живот за тој идеал. Добро, треба да бидеме свесни дека не постои поголем идеал од Бога,
а тоа ни го кажува и Достоевски, и тој на едно место вели: дајте ми поголем идеал од Бога, посовршено царство од небесното и дајте ми оружје посилно од љубовта и јас ќе тргнам по вас и по вашиот пат. Меѓутоа, идеалот за слобода исто така божествен. Ние немаме, зошто ние имаме потреба постојано да бидеме во робство, и самата македонска култура на црното и црвеното, на темница што штрека и вкрвавена зора е едно перманентно спротиставување на насилството, токму од времето, значи на 9 век, па Дантеовиот пекол кој што го помина Кирил и Методи, кога сега во националната историја и политика на нашите соседи се оди на тоа дека ние се поставува прашањето дали навистина Кирил и Методи се небулозно прашање се македонци, па и она безобразно констатација дека Гоце Делчев е. Знаете, постои еден во времето на преродбата и после неја се создава и македонскиот литературен, паралелно со револуционерниот кружок и македонскиот литературен кружок во Софија, а тоа се нашите најголеми македонци кои што пишувале на бугарски јазик заради политичката атмосфера, тие го наоѓаат своето житејско заслониште токму во другите држави и токму на јазиците кои што тие пишувале во нивните песни се слуша само плачот за Македонија. Во таа смисла, во политиката на нашите соседи во Бугарија, токму овој факт се злоупотребува и затоа кога вие ќе дојдете од позиција на странци, ние, наши политичари поранешни викаат странци за да го решат проблемот помеѓу Македонија и Бугарија. Тоа е срамно. Знаете, некој човек кој што не е запознаен, а верувајте подобро се запознаени, што е голема трагедија. Во Бугарија многу повеќе се истражуваат и дојдени се до архивски книги кои што тука и таму биле чувани под ембарго. Страдаме од домашните предавници, страдаме и токму тој скрб, таа душевна болка кој што почнува дури од 9 век, од Дантеовиот пекол на Кирил и Методи, кога го афирмираат македонскиот славизам, па се до современите услови. Пазите, вие имате еден континуитет, постојана борба за сопствениот персоналитет и меѓутоа токму во тоа спротиставување на насилството, Македонија го одржа својот персоналитет. Во литературниот кружок во Бугарија, каде што пишуваат македонците на бугарски јазик, всушност само се афирмира љубовта кон татковината и земјата и она Мисиркова свест која што се јави на таа критична тегобна 1903 година, кога во крв е задушено Илинденското востание, во истата година во пламени јазици за македонските работи гори во центарот на Софија, каде што е еден сублимат на сите наши идентитетски, персоналистички прашања и се става во еден хармоничен ред нашиот јазик, како наш најголем адут за одвоеноста од другите словенски народи, затоа што ние имаме своја култура, своја традиција, свој предци, свои легенди кои што во зборникот на Миладиновци ни се дадени и се типично македонски, и самиот Мисирков како еден од стожерите на македонската култура, уметност, идентитет заедно со Коста Солев Рацин и заедно со Блаже Конески, ќе каже нашата задача е само еден чекор напред. Ние сме оделна нација. Во таа смисла не смееме да застанеме и во најголемите македонски маглини кои што ни се повторуваат, еве токму денес и го живееме истиот трагичен пеколен круг, го поминуваме, ние не смееме да го изгубиме сонот за нашата татковина. Го спомнавте Достоевски, ја сегаш можам да го спомнам тоа злосторство и казна. Ние многу злосторство, никакви казни, имајќи факт прекрасно ме остави да го тоа елаборирате и пренесете во вистинска смисла на зборот пред се на политикантите кои си поигруваат со македонската вистина, македонската историја, со аргументите. Да. Како коментирате што ние имаме многу злосторства, а немаме казни?
Апсолутно, многу важно прашање. Се создава некоја базична несигурност да се живее во оваа држава. Знаете, не се зема никојна одговорност. Злосторството и казната, знаете, во античката идеална држава, која што почнува од антиката, правдата, значи била основа на секој човек, затоа што во античката култура се мислело дека вистинскиот човек треба прво да биде праведен, па потоа да биде добар, па да има љубовта и така натаму, за да му се отвори патот кон на античкото согледување на божественото. Да. Значи, без правната држава, правото и владењето на правото, ние не можеме да зборуваме за држава. Знаете, па еден обичен граѓанин, што му се случува во текот на еден ден, тоа е хорор. Мораме да се вратиме на разумот и правдата да стане наша втора природа, знаете, затоа што стануваме ризично и големо, несигурно место на живење. Она што го руши нашето општество, а се доаѓа во корелација со Достоевски, или сакавте нешто друго да ме прашате? Не, ја правен го искористив насловот, апропо фактичката ситуација, апсолутно не се вознемирени ако им спомнеш дека прават криминални дејанија, предавства, што е една големо злосторничко, односно издружување и кривично дејание, кое никош не застарува. Точно. И да бидат по-дрски во секој случај, велат дека и ние натаму ќе бараме мандат до крајот. До кој крај? До тотално бришење, делетирање на македонскиот код, македонската вистина, македонскиот јазик, идентитет и така натаму. Да. Ние не смееме како народ да се откажеме од нашиот сон. Значи, тоа мора ние да сватиме и да ја земеме судбината во сопствените раце и да не го чекаме херојот да дојде да се појави од некаде, туку херојското е во секој од нас. Ние треба со една детерминираност да знаеме прво кои сме, да се истражува во нашава држава, големите институции да почнат со работа и да не читаме од Рихтер која била Македонија. Навистина, тоа е, јас верувам дека политичарите имаат големо незнање, инаку не верувам дека со чиста совест тоа така лесно би го отпуштиле од сопствените раце, а се однесува на сопствената држава. Дали треба да и натаму го преспиеме животот, со оглед дека како автор на овој 23 годишен проект, кој навистина со љубов го терам, го водам во разни падови, успони, повеќе падови, симбијачи, кога говориш за вистината за Македонија, веќе се мешаш во бизнисот, ако може да кажам, дека не си добродојден. Им ги расипуваш есапите, да речем, онака по турцизам, да речем, математиките. Така се случи со оваа емисија. Кај што бев претходно, во континуитет имавме, и че ги имаме тука со господ напред, наредната година, имињата кои кажа, како господот Робин Онил. Морам ова да го доловам. Господот Робин Онил, господот Иглбергер јасно кажа, не смеете да се откажете од вашиот идентитет. Никој нема право да го смени. Па и Путин, и папата дојде тоа да им го кажа. Знаете ли вие? Па само се извинувам што ќе ве прекинам. Па Кирил и Методи во Рим, значи во Ватикан, се прогласени за светци. Ние имавме од нашето самостојување своја комисија која што одеше и се поклонуваше последниве години. Во таа комисија има се, само нема македонци. Знаете, ние самите, другите ни кажа, погледнете, Путин дојде, знаете ли какви се вашите корени? Папата која што... Поединец кој се дрзна да го продаде, и интересно, професор, кој морам ова да го спомнам, председателот на државата, Ѓорѓе Иванов, пред 7 дена, се дрзна, се одважи јасно и гласно да изјави дека името е продадено за 150 милиони евра. И ќе завршам, представникот на белградска политика Желко Шајн не случајно му го постави, тука ми беше гостин кај што седите вие, прашањето на председателот Ѓорѓе Иванов, дали знаете нешто за тоа, председателот изјави и додава, господин Шајн вели, да,
имам сознание дека тие 150 милиона се во собственост на Министерството на грчката влада за надворешни работи и ги снемал. Значи некој комотно си ги придобил. И веднаш ги... падна, ако се сеќавате, Така. тие сите мора да дадат оставки. Значи се работи Дали за вреди за голем... 150 милиони евра бренд? Па добро, издајството Бого направи пеколот заради издајството. Знаете, тоа е пеколниот пат по кој што оди оваа наша држава и по кој што не треба човек. Знаете, оставаме многу од странство кога јас бев таму и се уште на некој начин И завршите во Франција. Да, заврши во Франција, живее во Германија, се уште сум на таа релација. Знаете, оставаме многу лош впечаток самите за себе си, затоа што достоинството, ако сакаме да бидеме рамноправни, мораме да го водиме истиот вокабулар во достоинството и почитувањето на самите себе си. Никој нема да не почитува со една со една ваква реторика кога кај нас се проаѓа како држава Франкенштајн, која што постојано е на некои си ходници во чекалната, постојано и се бараат нови и нови услови. Бугарија добила премиер и министер за надворешни Марија Габриел, имаме со слика, која јасно укажа и кажа дека не се во прашање уставните промени, допрва следуваат останатите барања. Како го коментирате се тоа? Тоа беше многу очигледно. Знаете, мораме еднаш да кажеме не. Мора да кажеме не, дека не може понатака вака. Затоа што се оди постепено се до нашето самоукинување. Ако поминат уставните измени, веќе немаме сменето име, сменето знаме, сменето се, имаме и внатрешни проблеми, така што мораме веќе ние да кажеме не и да сватат луѓето кои што ни прават обсервација, ни прават, дека знаеме за сопствената историја, знаеме за сопствениот идентитет и се почитуваме себе си. Во таа смисла ви гарантирам дека овие не се единствени услови. И предавате етика, Етика предавам, да. Со тоа, има ли етичност и морал во ова политиканство во Македонија? Да ви кажам, имаше право Достоевски која кажа, само да се оградам, дека сум против војните и против било во 21 век и мислам дека се може да се реши со диалог. Меѓутоа, Достоевски има едно дело кое што се вика Демони или Зли дуси, или не знам, Бесмила, каде различно е преведено. И се работи за неговиот главен лик Ставрогин, кој што Ставрогин е типичен представник на западниот човек, знаете, има харизма, има една убава надворешност, високо котира во социјалните кругови и меѓутоа тој ќе сонува еден рајски сон, тоа е нашата душа. Меѓутоа и покрај тоа што ќе го сонува тој сон, тој ќе злоупотреби едно мало девојче кој што него женскиот род му се восхитува и се тоа. И во едни пубертетски години тој ќе го злоупотреби, ќе се јави еден црн пајак кој што всушност го одредува злото и Достоевски вели зошто кога имаме рајска душа, кога имаме рајски соништа и радости внатре божествената наша душа, зошто ние секогаш постапуваме по иманентното зло и тоа е една чеховска теза дека љубовта е неостварлива на земјата, а злото е непобедливо. Нашето општество и било кое општество нема, вели Достоевски, да го уништи ни крадењето на богатството во Париз, ниту Париската комуна можеше, вели, да го ја уништи француската култура и европската култура, туку она што тој вели, јас сум загрижен како европјанин и како русин, е тоа дека и морализмот ќе дојде и ќе настапат некои нови времиња, кога веќе не се работи за моралност. Знаете, она Кантовото, а тоа во целото дело на Достоевски е максимално имплицирано дека звезденото небо над мене и моралниот закон во мене се моите морални императиви.
Она што душата ми го кажува, дека не постојат пари кои што можат да го купат она мојот моралниот суд во мене и дека прво ќе го разори поединецот, а разорениот поединец го разорува и општеството, а тоа е и морализмот, каде што границата помеѓу доброто и злото е апсолутно избришана. Благаме во финалето на емисијата со оглед дека во позадина не одат убави македонски песни која простите, живеем се. Не, тоа е во секој случај, што велам, е проткаена историјата на македонскиот народ, но како и да е. Како излезот од овој скрб, смирените, како го гледате, и дали треба да бидеме и натаму во еден лабок сон, и дали треба да имаме конкретно и конечно будење? Апсолутно сте во право. Навистина сме и во длабок сон, и во една хипнотичка фаза, стадиум некој, каде што кај нас се проаѓа. Се проаѓа и веќе народот во едно просечно македонско семејство, верувајте ми, во контакт сум со млади луѓе, еден ист разговор се води, а како да побегнеме. Голема ни е тежината на нашата душа, затоа што пред нашите очи се растура една најстара старословенска цивилизација, која што како што не смееме никако, и Блаже Конески во едно дело во својата најмислам врв на својата уметност ја напиша тешкото оро и навистина го играме тоа тешко оро. Зорли штом диво ќе писнат, штом тапан ќе згрмне, па и Везил ќе каже како да се роди една проста македонска песна. Не црвеното и црното, темница што штрека, вкрвавена зора. Орото кое што се игра на самата сцена на историјата. Полињата мачни се неговото поле и навистина внук оди по татка си син, и внукот и дедото и внукот ја живеат во тоа оро, во еден постојан мрачен пеколен круг на повторувањето. Сега нашата свесност, мораме да живееме во светлината на свесноста и да кажеме дека не може повеќе вака, дека мора да почнеме поинаку и да почнеме од почеток. Ја ви се зблагодарам многу што бевте моја соговорничка во оваа емисија и рекол дека ќе репризирам на 1 јануари, има што да слушнам. Ќе ми дозволите да го подсетиме народот со будењето за Македонија, и со тоа и ќе завршам. Ви благодарам многу за инспиративниот разговор. Беше чест и задоволство, нема за рајо почитувани. Имавте што да слушнете, да запаметите. Јас само ќе ја поздравам со будењето за Македонија. Пријатна вечер. Македонци. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.